Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Оваа емисија е замислена како едночасовен разговор кој оди во живо. Во неја учествуваат гости и стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме веднаш со денешната тема, посветена на отворената истрага под име тендери на специјалното јавно обвинителство, кој се сомнева дека бил местен тендер за дополнителни работи при изградбата на музеот на ВМРО. Како што рекоа од СЈО, од доказниот материјал што го прибавила, постои основано сомнение дека од 14 јуни 2011 година до 31 декември 2013 година во Скопје, Министерката за култура и тројца осомничени членови од Комисијата за јавни набавки во ова министерство ги искористиле службените овластувања, обезбедувајќи му на правното лице Бетон Штип фаворизирање за изведување на завршните градежни работи на музеот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Специјалното јавно обвинителство во четвртокот ги најави двете нови истраги, Топлик и тендери. Случајот Топлик се однесува на основа на сомнение за злоупотреба на службената должност при продажба на земјиштето за изградба на Сончев град во Скопје, а случајот тендери е за основа на сомнение дека е местен тендер за дополнителни работи при изградба на музеот на ВМРО. Во предметот тендери, како што појасни обвинителката Фатиме Фетаји од специјалното јавно обвинителство, од прибавениот доказен материјал постои основано сомнение дека од 14 јуни 2011 година до 31 декември 2013 година во Скопје, првоосомничената како раководно службено лице од Министерството за култура и тројца осомничени членови од Комисијата за јавни набавки во ова министерство ги искористиле службените овластувања за правното лице Бетон Штип, обезбедувајќи негово фаворизирање за изведување завршни градежни работи на музеот. За вториот предмет, кој се води под името тендери, од прибраниот доказен материјал произлеза основано сомнение дека во временскиот период од 14.6.2011 година до 31.12.2013 година во Скопје, првоосомничената како раководно службено лице од Министерството за култура и тројца осомничени службени лица, членови на Комисијата за јавни набавки при ова министерство, ги искористиле службените положби и овластувања и при вршење на јавни набавки за правното лице ГТД Бетон Штип, АД Штип, прибавиле корист. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Миловска категорично ги отфрли овие обвинувања. Таа оцени дека пресконференцијата во СЈО е дел од однапред планирано сценарио во функција на политичка кампања со цел да се оцрни работењето на Министерството за култура. Таа на пресконференција истакна дека се е работено според закон. Сето она што беше искажано е неосновано, без ниеден аргумент, без ни една анализа. Ние збориме за факти и за аргументи, за документација. Истата оваа документација е предадена на специјалното јавно обвинителство. Мислам дека би било многу професионално од нивна страна да направиле сериозна анализа, а не пред да ги зема документите, да објават дека ќе има пресконференција и да имаат неможност да извршат една сериозна анализа. Морале да извршат анализа на критериумите, на пазарот, дали и колку фирми може да ги исполнат сите тие критериуми, да видат според централен регистар кои фирми имаат таа лиценца, збориме за критериуми кои што се многу едноставни критериуми кои што се согласно законот и со кои не се прави никаква неможност на други фирми да учествуваат во овој тендер. Сакам да потенцирам уште еднаш дека Министерството за култура работи најсовесно, најтранспарентно и најодговорно согласно законите во Република Македонија. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот.
Токму на оваа тема денеска во студиото на Радио Слободна Македонија е министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Министерке, добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата. Да одиме веднаш на прашањата. Во случајот тендер, специјалното јавно обвинителство ве обвинува дека сте и помогнале на градежната фирма Бетон Штип да добие ангажман во вредност од 1 милион евра. Дали оваа фирма еден месец работела без да биде покриена со добиен тендер? Ниту може да работи, ниту може некој да помогне на некој да нели согласно законот добие некоја јавна набавка. Значи законот за јавни набавки е точно прецизен и јасен и истиот закон е испочитуван од страна на Министерството за култура за било кој, морам да кажам, проект кој што се наоѓа во нашата програма. Така да сите овие обвинувања, сите овие искази кои што беа кажани од страна на специјалното јавно обвинителство на таа пресконференција, одговорно ги отфрлам во целост. И тоа беше кажано, значи, при мојата пресконференција, бидејќи сепак, знаете како, специјалното јавно обвинителство беше формирано да ја каже вистината пред граѓаните. И верувавме сите ние, вклучувајќи ме и мене, нели еве како граѓанин, како носител на одредена функција, јас при моето доаѓање како министер за култура во министерството, како ресорен или министер, сум свесна дека се треба да се провери и да се контролира. И тоа е така. Сите проекти, реализацијата, работата треба да подлежи и на контрола и на проверка. Но, оваа пресконференција е еден еклатантен пример, класичен пример на политичко тествување и работење на специјалното јавно обвинителство. И тоа ќе го аргументирам со огромен број на факти, кои што ги кажав и на пресконференција и ви имам можност и на вашата емисија да ги потенцирам. Ке се навратам прво на постапката, нели во однос на доставување на документација за конкретниот предмет, за конкретната јавна набавка. Во Министерството за култура, мислам дека беше сега точно на 14 или на 13, на 13, во Министерството за култура, значи, беше доставено барање од специјалното јавно обвинителство за доставување на документација. Согласно законот за кривична постапка, мислам дека беше член 278, секоја институција, мислам секој има можност во рок од 30 дена, значи рокот согласно членот е 30 дена за доставување на бараната документација. Следниот ден, значи ние во никој случај не сме го пробиле рокот за да доставиме документацијата. Следниот ден на 14 до Министерството за култура беше доставено, мислам, дојдоа извршителите со наредба за да се изврши увид во конкретната документација. Извршителите беа примени од моја лична страна и во кабинет, уредно, културно, беа упатени, значи, до колегите кои што работат на овие конкретни предмети и извршителите, значи, со државните службеници од Министерството за култура направија увид во конкретната документација и има записник за увидот кој што беше направен на целокупната оваа документација. Тоа вие рековте 3 дена претходно, пред објавата на специјалното јавно обвинителство. Да, затоа следствено ги кажам овие работи за да можат и јавноста, нели, слушателите и граѓаните да ја слушнат оваа постапка која што јас ја документирав, нели, и на самата пресконференција. По увидот и, нели, има и записник од самиот увид, на 17 извршителите доаѓа со судска наредба за одземање на документите и во таа судска наредба образложението кое што е дадено за мене представува тотално лажен исказ. Бидејќи во образложението стои дека Министерството за култура не сакало да ја даде документацијата. Значи, во ниеден момент и во ниеден случај извршителите не биле спречени да ја земат документацијата. Рокот е 30 дена, значи тече за доставување на документација, умеѓу време се бара, нели, увид во документација, даден увид во документација и потоа се доаѓа, нели, со судска наредба каде што имаме еден лажен исказ во самото образложение и навистина тоа треба да се земе во предвид. Јас како министер, како Елизабета, значи поднесов и до председателот и до основниот суд жалба за незаконитост на ова дејствие
и тоа мора да се земе во предвид, но и покрај тоа документацијата беше уредно дадена на 18, бидејќи нормално се бара документацијата во оригинална форма, ние како Министерство за култура мораме да направиме копија и истите документи да ги завериме на нотар, за да и ние имаме нели оригинални документи, значи врз основа на тоа што се дава како документација. Зачудувачки е што пресконференцијата на 18 беше најавена уште негде во 12 или 1 часот, не знам, тоа може точно да се провери, за овој предмет. 11, па после беше тргната во 12 час. Знам дека беше смената. Не зборам за најавена, али одржана беше, нели 11, тоа е сосема друго, беше најавена. Значи беше најавена на 18, а документите негде после 15 часот беа подигнати од Министерството за култура. А пресконференцијата се одржа нели на 20. Така да не знам колку можело специјалното јавно обвинителство и истражителите да проверат таа документација. Да, вие рековте на пресконференцијата дека 2 дена... Но еве не навлегува, може имале време, ја проверувале и така натака. Тоа е еден момент што сакам да го кажам во таа постапка и верувајте, да излезете на пресконференција и да дадете одредени сомнежи и обвиненија без ниеден материјален доказ. Ниеден материјален доказ. Да, тоа ми беше и прашањето. На пресконференцијата СИО не понуди никаков материјален доказ. Да, што би понудиле вие како доказ во евентуален судски процес? Значи, ние имаме многу докази. И јас се обидов на пресконференцијата која што ја закажав нели после пресконференцијата на специјалното обвинителство да ја приложам истата на увид документација која што беше дадена нели до специјалното јавно обвинителство. Секој можеше директно да види кога е започната постапката, како е извршен нели изборот, евалуација и така натака, склучување на договор, воведување нели во работа на економскиот оператор, сите времени ситуации. Времените ситуации многу говорат. Тоа се доста големи документи кои што ги подпишува надзорот заедно со изведувачот и потоа нели доаѓаат за исплата до Министерството за култура и му кажав на сите присутни дека се работи за јавна набавка која што не се однесува за самиот музеј, туку за партерно уредување, но тоа партерно уредување има неколку фази, значи околу паркирање, излез, инсталации и многу други работи кои што се наведени значи во самата пресметка во однос на тендерот. И истата работа е започната негде во средината нели на август, 18 август е воведени во работа од страна на надзорот и е завршена на крајот на 2013 година. А самиот музеј како објект беше отворен на 8 септември 2011 во рамките на одбележувањето на 20 годишнината од независна и суверена Република Македонија. Така да целата таа документација беше на увид, секој можеше значи точно да ги види датумите на склучување на договор, нели на започнување на работа и така натака. Беше укажано, значи сега ќе ги спомнам тие две работи каде што немаше ни еден материјален доказ и тоа е за мене неприфатливо. Вие да дадете одредени сомненија или обвиненија, вие мора да прикажете на јавноста некој барем еден материјален доказ. Беше спомнат член 2 од Законот за јавни набавки. Целиот членот 2 е целосно испочитуван од страна на Министерството за култура. Тој говори за транспарентност. Значи, јавната набавка, кога се носи решение, мислам кога се објавува јавната набавка, нели кога се носи решение, истата е објавена во електронскиот систем на Бирото за јавни набавки и објавена во Службен вестник. Значи, транспарентноста е целосно испочитувана. При 4 фирми кои што можеа да се видат нели на евидентниот лист имаат подигната тендерска документација. Значи транспарентност има целосна. Критериумите. Затоа мене ме чуди, не може специјалното јавно обвинителство да не направи анализа на критериумите кои што биле дадени во тендерската документација. Тоа е првото нешто што треба да го направи. Да направи анализа и да каже дали овие критериуми не може никој да ги исполни освен таа фирма. Значи тука е првиот нели доказ и документ. Вие мора да направите анализа и да кажете еве ги овие се критериумите, а критериумите се многу едноставни. Критериумите вие може да направите анализа и да видите дека има огромен број на фирми кои што имаат таа лиценца, тоа е согласно Законот за градење. Веднаш од централен регистар може да видите колку фирми имаат таа лиценца. А тоа е лиценца за градење. Колку од фирмите имаат најмалку 50 вработени,
кои што се во редовен сите работен однос сите услови да се работат, покажани дека се и да имаат исто така имаше финансиско работење во последните позитивно, нормално е да барате позитивно финансиско работење во последните 3 години и да имаат изградено најмалку 3 градежни работи, значи во периодот од 5 години. Тоа се критериумите кои што беа дадени. Значи они неопходно било да направат анализа и да кажат, да уверат јавноста дека врз основа на овие критериуми само една фирма можела да ги исполни условите. Тоа е првиот документ. Значи првото е транспарентноста која што веднаш се побива, второ се критериумите, значи анализата која што исто така веднаш се побива и во однос на тоа дека некој претходно работел, па потоа е склучен договор. Значи точно може да се види кога е склучен договорот, кога започнале да работат. Вие не можете да знаете како, тука има голема процедура во однос на започнување на градба на некој објект. Значи надзорот е тој кој што го воведува во градба, значи оној кој што започнува, нели, оној кој што ја реализира градбата, изведувачот. Надзорот го воведува во градежен дневник, во градежна книга изведувачот. Добро, и точно, значи тоа е документот кој што точно они требале да го имаат и да го покажат дали изведувачот е воведен во градба или нешто извел претходно. Овие факти ги има специјалното јавно обвинителство. Дали очекувате кога ќе дојде до судот да ги отфрли овие обвинувања, бидејќи вие велите дека имате доказ за транспарентно правење на тендер за ние ги имаме сите докази и нормално дека на судот ќе ги приложиме сите докази. Ова што ви го говорам најодговорно. И нормално дека во таа судска постапка ние како Министерство за култура ќе ги приложиме сите овие докази кои што ги побиваат, значи сите оние искази кои што беа дадени на пресконференцијата. Останувате на првичното дека се оправи политичка хајка, заземајќи страна и правејќи црни сценарија за работата на вашата работа и работата на Министерството за култура. Конкретно таа пресконференција во однос на овој предмет, морам да кажам дека го потврди за мене политичкото работење на специјалното јавно обвинителство. Значи целта да се оцрни работата на Министерството за култура, на мене лично, нели, како министар и на голем број, ќе кажам, стручни лица кои што работеле, еве конкретно ќе кажам на овој објект и на многу други објекти. Тоа нема да го дозволам, нема да дозволам да со едно вакво политичко сценарио се оцрни работата и на Министерството и на сите оние кои што честно, транспарентно работеле, посветено во реализација на сето она што се наоѓа во нашата програма. Проектот Скопје 2014 од почетокот на реализацијата предизвика огромно внимание. Дел критики, дел пофалби. Доколку може да се врати времето, дали повторно би го реализирале токму сите овие проекти од Скопје 2014? Да, сите би ги реализирала, бидејќи знаете како секогаш тоа го говорам и тука ќе го потенцирам дека критика добро е да има. Секогаш сум за критика и секогаш сум прифаќала критика. Но критика со аргументи, со докази, добро е да се дебатира, добро е да се разговара, да се види, нели, дали е нешто добро сработено, дали да се види бенефитот на сето она што е направено, а бенефитот во однос на сите овие проекти кои што се наоѓаат во програмата на Министерството и генерално ние како Министерство што сме ги реализирале, дали станува збор од економски бенефит, дали станува збор од подобрување на услови на работа на вработени во конкретни институции, дали станува збор за огромна туристичка промоција на културата и идентитетот која што ја поседува нашата држава, тој бенефит сега можеме да видиме дека е огромен. Така да, дали станува збор за изградба на концертна сала за Македонската филхармонија, ние треба да говориме кој е бенефитот, нели, кои се позитивните придобивки во таа насока, какви се придобивките од изградбата на археолошкиот музеј, нели, и сето она што изложено во археолошкиот музеј, какви се придобивките од изградбата на музејот на македонската борба, од неговото, нели, 5 години се поминати од пуштањето на самиот објект во функција, кои се придобивките, колкава е посетеност, што
граѓаните и туристите можат да видат од сето она што е прикажано, нели, во самата таа институција. Да, евидентно е дека има голем број на странски туристи, и многу други зголемена... институции. Затоа велам, значи добро е да има критика, добро е да се разговара, добро е да се дебатира, но навистина лично сум многу горда на сето она што успеавме во изминатиот период да го изградиме, да го ставиме во функција и да го ставиме пред се во функција на промоција и почитување на нашите пред се историски, културни и уметнички вредности. Ви благодарам, министерка. Ова е првиот дел од емисијата, одиме со кратка музичка пауза, па се враќаме назад во студиото со другите прашања. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме во студиото. Мој денешен гостин е министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска. Министерке, сега сте во ситуација во која дел од времето мора да го посветите на неутрализирање на обвиненијата, врзва се институцијата со која раководите. Дали тоа се одразува на реализацијата на планот на работа на Министерството за култура, кој ви е утврден претходно? Јас сум тука. Така да спремна сум во било кое време и во било кој момент да одговорам на барањата на специјалното јавно обвинителство, но паралелно си продолжувам и со реализација на мојата програма, на програмата на владата, но имаме ние уште една програма, тоа е програмата значи на самото Министерство за култура, на сите оние проекти кои што се од национален интерес од областа на културата, така да никој не може да ме спречи, се разбира, ниту они во промоција и реализација на сето оно што сме го ветиле пред граѓаните. Сето оно што сме го ветиле, за мене е една Библија, нели, која што стои е напишана и сето тоа морам да го оправдам, да го реализирам. И устав, не само Библија, и устав. И да ја информирам јавноста, точно така, како што кажавте, еден и устав. Така да тука сум во било кое време за се што треба, значи сум да одговорам спрема специјалното јавно обвинителство, но нормално дека ќе си продолжам со сите мои активности. И сакам да се навратам, претходно говоревме нели за ова на уште еден многу битен момент, а тоа е презумцијата на невиност. За која презумција на невиност ние говориме? Па тука е прекршена. И тоа токму од оние кои не смеат. Да. Така да, по завршување на пресуд на специјалното јавно обвинителство, еден интересен момент ќе ви кажам, нели излегува еден нели новинар, колега ваш, и по завршувањето кажува имење и презимење, нели. Потоа на пресконференцијата многу беше интересно, на пресконференцијата истата таа личност ја гледам, но потоа замина. А кога заврши пресконференцијата, еден исто ваш колега ме прашува: вие не бевте спомнати, а вие излегувате сега нели да држите пресконференција. Викам, јас ја држам пресконференцијата со документи да одговорам на оно што беше кажано во делот на овој предмет. Како раководител на Министерството? Да. Не беше другиот негов колега да ја направам таа паралела, нели, кога станува збор за презумција на невиност, но тоа е тоа. Се потврди тоа политичко делување, за мене морам да кажам лично, таа политичка хајка, нели, за да се оцрни некоја личност, да се оцрни некоја институција, вработени во институцијата, но сепак ние продолжуваме понатака. Ништо нема да не скрши, нели, во однос на оно што си го имаме како програма, да одговориме на нашите институции за културата, на нашите уметници и така натака, така да си продолжуваме со сето оно што е зацртано како програмски цел. Особен акцент стави на изградба на културната инфраструктура, продолжувате со реализација на започнати проекти, најавивте изградба на нови објекти од областта на културата на целата територија на Република Македонија, воведовте низа стимулативни мерки за поттикнување на уметничкото творевштво. Да. Многу работи се направија, многу работи се реализира. Значи, кога станува збор за инфраструктура, се отворија, се изградија голем број на институции. Треба да говорам што се вели цел ден, дали станува збор за Македонскиот народен театар, дали станува збор за нов театар во Велес, дали станува збор за реконструкција на салата на Македонската опера и балет, реконструкција на Центарот за култура во Прилеп, во многу нели
и градови и институции, дали станува збор за отварање на нови музеи, како што е Музеот на македонската борба, Археолошкиот музеј, Музеот на куќата на Татарчеви во Ресен, Музеот во Штип и Штипско, многу институции. Да, тоа ми беше прашањето, покрај Скопје. Да, покрај целосна реконструкција на Музеот на современа уметност, каде што имаше можност со години наназад во депоата да стојат слики на наши уметници, слики на оние кои што ги донирале, нели, уметници странски за време на земјотресот 63-та година. Дадовме можност, се реновираше тој простор и сето тоа е изложено пред јавноста, така да знаете како кога ќе се направи една паралела што претходно е направено, а што сега е направено, тоа е неспоредливо. Да, можете ли да направите, нели, немаме споредба како влада што наследивте вие како министар? Па тоа велам, нема со што да се споредуваме. Едно нешто, една некоја инвестиција да била реализирана во културата, сега ќе можевме да говориме и да правиме паралела на нешто што е направено претходно и сега. Значи нема. Односот на Социјалдемократскиот сојуз кон културата е на најниско можно ниво. Се немало ниту чувство за припадност, ниту чувство за почитување на историски, на културни вредности, а да не зборам уметнички вредности. Јас кога ќе видам одредени личности од Социјалдемократскиот сојуз, некои представници од таа нивна комисија за култура, како со најлоши, мислам, зборови ги омаловажуваат уметничките вредности, уметниците, институциите, мислам, за мене е тоа неприфатливо. Сепак културата на една држава е идентитетот. Културата е исконското, највредното, историјата која што треба да се почитува, која што треба да се негува. Ние мораме, знаете како, претходни генерации нешто создали и изградиле. Ние мораме тоа да го негуваме. Нови генерации нормално дека треба да продолжат и треба да создадат нешто ново и да останат за следните генерации. Следните генерации нормално дека треба да го почитуваат она што претходно било создадено и да ја негуваат и да ја унапредуваат културата и културниот развој на една држава. Тоа се основни постулати на една културна политика, на нешто што го отсликува нашиот интегритет и суверенитет. Затоа велам, значи, не може да се направи паралела, бидејќи огромна е разликата во таа насока. Се направи многу во делот на инфраструктурата, се воведува многу стимулативни мерки, се вработија огромен број на уметници, над 1700 има вработување во институциите во културата. Дали станува збор за уметнички кадар во нашите најголеми институции, како што е Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, танец, потоа вработување на уметнички кадар во театрите, тука станува збор за режисери, за актери, за драматурзи, за сценографи и така натака. Дали станува збор за огромно вложување во филмската индустрија, во македонската кинематографија. Бидејќи сепак, знаете како културата е многу сегментарна. Културата има најразлични видови на дејности кои што мора да ги почитувате. Тој равномерен пристап кон почитување и напредување на културата е еден од нашите приоритети. Значи, никогаш не сме запоставиле одредена дејност за сметка на некоја друга. Значи, еве да сме вложувале во инфраструктурата, а да не сме вложувале, например, во ликовната уметност или да вложуваме во заштитата на културното наследство, во нашата музејска дејност, издавачко, литературно творештво, значи вложувањата се паралелно во сите овие сегменти. И тие се огромни. Сега ќе одиме со уште една кратка музичка пауза, а потоа во финалето на оваа емисија околу една од дејностите, тоа е македонската музика и актуелните случувања околу ЗАМП. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме во студиото. Мој гостин денеска министерката за култура Елизавета Канчовска-Милевска во финалето на емисијата и за она што се дигна во јавноста како актуелност пред овие обвинувања на специјалното јавно обвинителство, а тоа е околу забраната за емитување на македонска музика. Вчера истече рокот од 60 дена кој министерството го даде на ЗАМП да ги отстрани десетиците забелешки за непречена работа. Што утврди комисијата од министерството и дали ЗАМП може да се соочи со одземање на лиценцата? Значи, вака, кога збориме за авторско право, морам да потенцирам дека авторското право е неприкосновено право. И навистина треба да се почитува и се почитува насекаде низ светот. Значи, тоа е индивидуално право на самиот автор. Но кога веќе авторите се здружуваат, нели, и некој здружение функционира
и добива дозвола, тоа здружение мора првенствено да работи за авторите. Ние како Министерство за култура се грижиме за авторите. Дали одредено здружение добило дозвола, дали друго, дали трето и така натака, дозволата се добива врз точно утврдени, нели, критериуми во законот. И секој, значи не држи тоа дека има друго здружение, може и второ и трето да се јави. Точно прецизно во законот се стои, доколку постои едно или повеќе здруженија за едно право, едно врши наплата, еден е тарифник, доколку не се договорат, а мора да работат како сојуз. Бидејќи, еве, вие ако сакате може да членувате во едно здружение, и јас можам во некој друго, никој не може да ме попречи јас каде ќе членувам. Тоа е право на избор и добро е да има повеќе. Они се договарат, доколку не се договорат, нели, пресекува комисијата за посредување и се знае дека еден ќе врши наплата, но нормално дека другите каде што членуваат, мора парите да отидат таму и да си ги добие парите оној автор каде што членува во другото здружение, и еден е тарифникот. Значи, прво сакам да кажам, одлуката на ЗАМП е незаконска, затоа ние рековме прво не беше разбирлива, бидејќи вие да донесете одлука за забрана на македонска музика, таа, значи, треба да изнесете нешто дека некој го повредил правото на авторот. Например, корисниците не платиле, значи треба да се види дали корисниците уредно плаќаат. Како што бев информирана, корисниците уредно плаќаат. Значи не е поништено некое право. Потоа, може да донесете забрана доколку некој го уништува, го скернави правото, нели, на самиот уметник и така натака, делото. Кражба на авторски права, да. И затоа рековме дека таа одлука е незаконска. Ние вршиме и надзор на самата одлука. Ова што го спомнавте, тие 60 дена се однесуваат на оние законски надлежности кои што ги има Министерството, а тоа е вршење увид на работата, согласно актите за работа. Ние извршивме увид, дадовме примерен рок од 60 дена. Тој вчера истече, колку што... Мислам, ние рековме дека до вчера ќе информираме да видиме комисијата до какви наоди дошла, значи тој беше истечен. По истекот на рокот, комисијата треба да отиде повторно во надзор и да види дали во тој применен рок што е даден од 60 дена се отстранети забелешките кои што биле дадени. И доколку не се? Да, доколку не се отстранети, точно и прецизно е кажано во законот дека Министерството за култура ќе мора да ја одземе лиценцата, значи ќе мора доколку не се отстранети тие забелешки. Значи ние тоа паралелно го работиме, паралелно комисијата формирана, значи, од страна на Министерството за информатичко општество и култура врши надзор на софтверот. Бидејќи законска обврска, до каде е мешовитата комисија од Министерството за култура и информатичко општество. Дали функционира софтверот за евидентирање на емитувањето, нели? Да, значи тоа е друга комисија која што врши надзор на софтверот, бидејќи законска обврска беше софтверот да функционира. И таа електронска евиденција мислам дека е најбитниот документ за секој автор, бидејќи досега претходно, значи се правеле плейлисти, нели, кои што биле пишувани и рачно. И сега знаете како може тука да се настанат големи проблеми. Дали е точна таа евиденција? Може некој тој што го повеќе го сака ќе го стави дека повеќе бил пуштен, бидејќи целата наплата. Значи ние цело време говориме, значи, за телевизии, за радија. Значи, огромна е наплатата, огромни се средствата кои што ги добива здруженијето од кабелски оператори, од угостителски објекти, од хотелиери и така натака. Тука исто има огромен фонд на средства кои што здруженијето треба да ги исплати кон авторите врз основа на таа плейлиста. Зато електронската евиденција, бидејќи самите автори и самите кога се носе измените на законот, сите, значи ова одговорно го тврдам, беа за електронскиот систем, затоа што точно електронскиот систем на дневна основа треба да даде кој автор колку пати е пуштен, колку пати, нели, одел на телевизија, на радио и така натака. И врз таа точна електронска евиденција треба да се изврши наплатата. И за крај на сега ќе видиме и комисијата што утврдила и по тој основ точно стои во законот, доколку утврди дека не функционира електронскиот систем, исто така ќе треба да се одземе дозволата. Но знаете како, тоа е во однос на работење на едно здружение. А
авторите може да си го остваруваат своите права и индивидуално. Па да, тоа ми е прашањето, да. Никој не може да пушти нели музика доколку авторот не даде согласност. Така да Што да очекуваме? Ќе се врати ли македонската музика во Значи македонската, театар? знаете како македонската музика дали ќе се врати, тоа треба да ги прашате авторите. Бидејќи ние како министерство не можеме да вратиме или да дадеме да се пушта македонската. Тука се утврдени правила, тоа се нивни индивидуални права и они се тие собственици на тие права. Они кажуваат дали ќе има или ќе нема македонска музика. Кога очекувате во наредниот период? Јас се надевам да дека заврши идната оваа недела, цела? идната недела веќе ќе можеме да ги собереме информациите од комисијата која што вршеше нели увид, дали во рокот се вградени тие мерки. Инаку мерките, јас и тогаш и на пресконференција во една дебатна емисија кажував дека мерките се исклучиво за авторите, кои што ние сме ги утврдиле. И со средствата кои што го добива Сдруженијето, дали ова, дали некое друго и така натака, не може само да одлучува колку пари ќе му пушти на авторот. Тие пари се на авторите и тие треба да отидат кон авторите во 100% што се вели да се исплатат кон авторите. Така да следната недела се надевам дека ќе имаме информации од едната и од другата. Се разбира комисија и транспарентно како и досега и отчетно јавно ќе ја информираме Ќе јавност. следиме Да. таа проблематика и за крај на денешната емисија неизбежното прашање се ближи 11 декември, треба да има предвремени парламентарни избори, кои се вашите очекувања? Очекувањата се дека на 11 декември граѓаните точно ќе и имаа можност во овој период нели да направат една разлика. Имаше долго време, долг период криза која што беше предизвикана значи од деструктивното функционирање и работење на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа велам, значи, си имаше доволен период да граѓаните ја видат таа разлика и ја утврдат таа разлика помеѓу действување на една партија како Социјалдемократскиот сојуз, што се направи во изминатиот период во насока на прецена интегритетот и суверенитетот на Република Македонија, бидејќи самото тоа деструктивно функционирање на Социјалдемократскиот сојуз предизвика огромна штета. Не само за граѓаните, пред се за суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Затоа спомнав дека и убедена сум дека на 11 октомври ВМРО ДПМН ќе издействува, 11 декември ВМРО ДПМН ќе издействува најголемата победа досега. Ви благодарам за денешното учество во емисијата Радио Полиграф. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Изминатиот 1 час ја следевте емисијата Радио Полиграф. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Никола Јовановиќ, продукција Радио Слободна Македонија, сабота 22 октомври 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.